На втората седница пред формирањето на комисиите како тела на Советот општина Кочани преку координаторите за еднакви можности на жените и мажите упати препорака за спроведување позитивни мерки со кои при еднакви услови се дава приоритет на лица од помалку застапениот пол, се додека не се постигне еднаква застапеност на двата пола или не се постигне целта заради која се преземени. Препорачуваме дека не треба како во минатиот состав комисиите за сообраќај и за комунални работи да бидат составени само од мажи, а комисијата за еднакви можности да биде женска комисија. За почеток преместувањата можеби се минимални, но нивното суштинско значење е големо, рече Ајтавска. Би сакала да го изразам задоволството што Советот на општина Кочани ја прифати препораката за еднаква застапеност на мажите и жените при формирањето на комисиите. Можеби ова е навистина мал чекор, но многу значаен. И верувам дека Советот на општина Кочани е еден од првите во државата што на ваков официјален начин на седница на Совет ги се застапува и ги почитува позитивните мерки од тој закон за еднаква застапеност на мажите и жените. Овие мерки, позитивни мерки, треба да ги почитуваат и да ги применуваат и сите комисии, одбори кои дополнително ќе се формираат на локално ниво. Општина Кочани соработува со канцеларијата на UN Women во Скопје во насока на зајакнување на капацитетите на општинската администрација и на Советот за родово одговорно креирање политики и буџети и унапредување на родовата еднаквост.